Значи, простувањето не значи да одобриш некој однесување, тоа што ви кажав, значи однесување да му одобриш дека тој ако те повредува или ако не те повредува, нели? И простувањето во длабока суштина значи да го отпуштиме она што очекуваме другите да го направат за нас. Значи ние очекуваме некој ќе не повреди, очекуваме тој да ни се извини, додека он не ми се извини, јас немата да направам. Не, треба да го отпуштиме тоа. Бидејќи задржувајќи го тој грч, таа емоција што постои длабоко во себе, всушност ние си правиме внатре во себе блокада, односно ставаме нов слој околу нашето срце и само ја зголемуваме слојот кој што е претходно, кој што ни постои од животот, од се што ни се случувало. Значи поентата е да ги извадиме сите тие слоеви за да може златниот Буда од нас да блесне и да излезе, да бидеме слободни како што сме. Чисто пати луѓето сакаат, значи како остануваат во нештото, нели, тоа што го зборевме минатиот пат, вчера, а тоа е преку навиките, нели? Преку навиките на контрола, навиките на контролирање на другите, начинот на кој што комуницираме. Така едно мало девојче на пример и вели на мајката: "Мамо, зошто имаш бели влакна на косата?" И мајката и вели: "Секој пат кога ме нервираш, по едно бело влакно ми се појавува." А малото девојче вели: "Мамо, а зашто тогаш на баба сите влакна и се бели во косата?" Тоа е всушност начинот на кој што е мајката сака да го контролира детето, утре детето ќе ги контролира другите работи. Значи, сите ние имаме различен начин како ги контролираме другите луѓе. Тоа е нештото и затоа многу ми се допадна она што на почетокот што ви го кажав, кога Богот Јава му го дава огледалото на Чикета, всушност му рекол да погледне во срцето, ама да погледне и во умот. Бидејќи многу работи што ги имаме усвоено во текот на нашиот живот, кои што се несвесни, длабоко несвесни, влијаат врз тоа што ни се случува сега и овде.